Од различни делови на вселенскиот брод до вселенски костуми на астронаути, па дури и допирање на мало парче од месечината. Посетителите на интерактивната изложба може да го видат во музеот Интерпит во Њујорк, изложба наречена како Аполо, кога отидовме на месечината. Изложбата е сместена во огромен павилјон на палубата на носачот на авиони Интерпит, национална историска знаменитост закотвена на брегот на реката Хадсон во Њујорк. Кустосот на изложбата Кейт Гуд вели дека тоа е прва таква голема колекција на сите нешта што мисијата на месечината и Аполо се прикажани во Њујорк. There's a spacesuit that's further over behind us. That's an American spacesuit that is the first that ever had life support. This is a helmet that's been broken down into its pieces. Тука се и гипсовите од рацете на американските астронаути кои биле потребни за да се направат нивните вселенски ракавици. Како дел од програмата Аполо, американските астронаути слетеле на месечината 6 пати помеѓу 1969 и 1972 година. Но првата мисија останува најпозната, како и имињата на незините тројца астронаути – Нил Армстронг, Бас Олдрин и Майкл Колинс. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Во свет во кој автомобилите сега можат сами да возат, малку е шокантно да се видат работите што астронаутите морале да ги прават без помош на компјутери. So this is a control stick. This is the effectively joystick, as what kids would know. Basically. Yes, basically, to be able to use the thrusters to adjust where they were going once they were out of the atmosphere. The book is the checklist for what they needed to do to leave. Изложбата исто така оддава почит на вселенската трка меѓу САД и тогашниот Советски сојуз. That was the space race. Who could really make the better capsule? Who could make the better rocket? Изложени се и вселенски костуми на советските астронаути, како и оригиналната капсула Сојуз. Прибори и компаси кои му припаѓале на воздухопловниот инженер на реката Сатурн, Вернер фон Браун, снимки одговори на Хрушчов и Кенеди, како и архивски снимки од првиот лет до месечината. Сите овие артефакти се одлична можност за посетителите да ја почувствуваат атмосферата на турбулентните и револуционерните 60-ти години. Изложбата ќе биде отворена за јавноста до 2 септември.